Значи би сакал да се надоврзам на дискусиите. Спортот во Битола цути само на вашите политички спотови и во вашите изборни кампањи. Нигде на друго место. Катастрофа, дебакал. Би сакал господинот Леонида да го прашам, ако критериумите за ова одлична одлука за властување на градоначалник за продажба на пенсија од сите овие пет, кои се добри. Јас би ја карактеризирал добра и конкретна една, значи само минималниот рок за стопанисување со клубот на 5 години. И само тука не може да се прават малверзации и манипулации. Прилично добра би ја клал износ на средствата кои се обврзуваат да ги инвестират, само паушално. Како би ја карактеризирале ова или останатите други? Стабилен развој на фудбалскиот спорт на подрачјето на Битола, кој ќе гарантира за стабилен развој. Гаранции за висок пласман во првата фудбалска лига. Како ќе се дадат овие гаранции за висок пласман во фудбалска лига? Кој може да го гарантира тоа? Можност за материјално финансиска соработка, менаџирање и поддршка на други спортски екипи од највисок ранг. Демек сега тие го средија Пенистер, па ќе спонзорират, ќе финансират и ќе пробват да помагаат на други спортски екипи. Многу далеко е до. Значи договорот, ова одлука, јас се сомневам и договорот, комплетен дебакал. Комплетен дебакал на службите кои го работеле овој договор. Комплетен. Ако сето ова требаше да биде транспарентно и да се оди по сите поставки, пред да се оди на продажба, требаше да се настапи домакински. Први се дава отчет за изминатото. Значи сите кажуваат како го финансирате тој спорт 10 години, како цути фудбалот и сите тие работи, но никој не кажува колку пари се фрлени и кај се одени тие пари. Значи на завршна сметка транспарентна пред продажба да се даде. Кои луѓе биле во тие управни одбори, какви плати добивале? За играчите знаеме. Ако јадат, негде ќе јадат, ако му пуштат 3000 денари, ќе му пуштат ова недела, 3 другата, крпен живот, тешко ни. Јас не сум толку